Почитуван председателе на владата, господин Димитар Ковачевски, почитуван министар за транспорт и врски, господин Бочварски, почитувани пратеници во собранието на Република Северна Македонија, почитувани представници од локалната власт, почитувани представници на медиумите, почитувано раководство на Министерство за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност и сектор за внатрешни работи Скопје. Ми представува особена чест што денеска сме на локацијата каде што официјално отпочнуваме со градба на нов објект, поставуваме камен темелник на полициска станица од општа надлежност аеродром во рамки на секторот за внатрешни работи Скопје. Новата полициска станица аеродром представува трет објект во низа нови градби на Министерството за внатрешни работи, по ИКТ центарот за чување и заштита на податоци и за оправување од катастрофи во Прилеп, како и по најсовремената форензичка лабораторија на Балканот во склоп на оделот за форензичките испитувања во кругот на Министерството за внатрешни работи. Изградбата на станицата е во согласност со планот за континуирано подобрување на условите за работа на вработените во Министерството за внатрешни работи, а самата локација за изградба се наоѓа на местото на старата барака, која што беше со висок степен на амортизираност, дотраеност и со мала корисна вредност. Предвидениот рок за изградба на објектот е 30 месеци од денот на воведување во работа на економските оператори, изведувач и надзор, со вкупна вредност од околу 130 милиони денари со вклучено ДДВ, предвидени од буџетот на Република Северна Македонија. Она за кое ми представува особено задоволство е тоа што го продолжуваме концептот сината униформа действува за зелена околина, односно фактот што објектот е во согласност со стандардите за енергетска ефикасност. Со тоа даваме свој придонес кон остварување на владините политики за енергетска ефикасност, преку мерки и активности за ефикасно користење на енергијата, вршење услуги за енергетска ефикасност, како и преку исполнување на обврските на јавниот сектор во однос на енергетската ефикасност и заштедата на енергија. Така ги остваруваме целите на одржливиот енергетски развој, намалување на негативните влијанија во животната средина при вршењето на енергетските дејности и потрошувачка на енергија, подобрување на сигурноста во снабдувањето со енергија, како и исполнување на меѓународните обврски кои што ги има нашата држава. Воедно предвиден е потребниот паркинг простор кој е интегриран помеѓу веќе постојните дрвја, кои нема потреба да бидат отстранети, туку ќе бидат задржани на самата локација, со што водиме сметка и за зачувување на животната средина. Од сеизмички аспект, објектот е проектиран за да ги задоволи сеизмичките карактеристики на оваа локација, бидејќи Скопје представува епицентрално подрачје од Вардарската сеизмичка зона. Динамиката на реконструкција на објекти изминативе 5 години резултираше со 80 реконструирани, реновирани објекти на МВР низ државата, како уште еден јасен показател за посветеноста кон унапредувањето на работните услови на вработените, но и подобрување на условите на граѓаните за исполнување на своите права. Затоа што за нас пред се важи максимата задоволна полиција, безбедни граѓани. Секако и годинава продолжуваме со несмалено темпо на уште две крупни реконструкции на Центарот за обука во Идризово и на Оделот за граѓански работи во Македонската радио и телевизија. Дозволете ми во своје име и во име на раководството на Министерството за внатрешни работи да ја истакнам увереноста дека со овој објект воспоставуваме модерни инфраструктурни стандарди на функционирање како на полициските службеници, така на нивните средства за работа, на објектите и на нивната опременост. Сето ова во функција на креирање на полицијата сервис за граѓаните. И на крајот сакам да се заблагодарам за поддршката од страна на владата, посебно на Министерот за транспорт и врски и на вработените во Министерството за транспорт и врски и секако на моите колеги од Министерството за внатрешни работи кои што
неуморно работеа за да дојдеме до реализација на целиот овој проект. Да се заблагодарам на поранешниот градоначалник Златко Марин, заради тоа што во негов мандат успеа да го среди урбанистички целиот овој простор и да дојдеме до вадење на дозволата за градба и секако до локалната самоуправа, односно локалната администрација на општината Аеродром. Благодарам на сите уште еднаш и нека е со среќа и посакувам многу среќа на изведувачот на работите на овој објект. Благодарам.